кои се твоите впечатоци до сега и кои се очекувањата до крајот на шоуво, да речам? Па одлично, значи мене стварно ми е многу драго што Стефан го организираше еден ваков хепенинг, еден ваков настан и сакаме вака јавно да му честитам 5 години постоење од каналот и се надевам дека секоја година ова ќе стане еден вид на традиција, па секоја година ќе се дружиме овде. Дали кога се појави на неговите почетоци на YouTube каналот, дали очекуваш и веруваше дека ќе стигне до тука каде што е сега? Па, јас од секоја сум мислел дека он има талент за оваа работа. Значи, не е баш едноставно за сето ова да го направиш и да го организираш и така натаму, но најбитно според мене е работата, упорноста, цело време да се работи за да се стигне до некоја цел која што ти си ја замисли, знаеш. Дечкото стварно се труди, работи, така да го заслужува се тоа што му се случува денеска. Кој беше тој еден момент кога го препозна неговиот квалитет и се рече дека ќе биде од него нешто? Па, не знам, ја го знам него од поодамна, нели, од социјални мрежи, од YouTube. Ме импресионираше тоа што он ми се јави за да бидам гостин на неговиот подкаст. И кога се запознавме за прв пат лично, така беше како нормален дечко, знаеш, што мене стварно ми се свиѓаше тоа, не беше звезда у наводници, многу звезди знаеме овдека, знаеш. Така да стварно ми остави добар впечаток и сето она што го работеше он, мислам го работи на неговиот подкаст, на неговиот YouTube канал, го работи сам со Марта, нели, заедно го работат двајцата, така да стварно ми е уште еднаш многу драго што денеска сме сите овдека да му даеме еден чест, една почит и се надам дека ќе се дружиме и понатаму. Во кој правец очекуваш или му посакуваш да се движи неговата кариера во претстојниот период? Па само нагоре, значи само со работа, со труд, како што ти кажав, се надевам дека ова ќе го прави секоја година и дека луѓето ќе видат уствари он колку се труди, колку работи, така да упорен е он. Знам дека ќе се труди се повеќе и колку што е можно да собере народ на неговиот канал, на неговиот подкаст и сепак мислам подкастот му е број 1 во држава, YouTube каналот му исто број 1, така да се надам дека ќе оди само нагоре. Мики, ќе ни ја покажеш ли последната слика од галерија во моментот што ја имаш? Телефонот не ми е тука. Ама Ајде, може после. После, ајде. Последна слика од настанов. А добро, нормално, да. Да. А кажи ми, кој е тој еден збор што ја опишува твојата кариера во моментов? Еден збор. Многумина кажа истрајност, упорност, популарност. Кој е твојот? Среќа. Што значи тоа? Па среќа, значи има доста талентирани луѓе што се трудат да направат и многу повеќе од мене, што се многу поупорни, но можеби јас сум дошол на некое правилно време, на правилно место, што денеска сум на некој ниво овдека. Треба среќа да имаш. Не само да работата е, нели, клучна во овој наш бизнис, но треба и понекогаш да си има и среќа.